вечер, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик. Во Пакистан и во Афганистан продолжува притисокот врз бунтовниците, особено врз Талебан. Папата Бенедикт одржа миса во Витлеем. А на спејс шатълот Атлантис, што треба да се сретне во Вселената со телескопот Хабл, откриено е оштетување. Останете со нас, ова се само некои од најавите за денешнава емисија. Јас сум Лилица Китановска. Шефот на пакистанската армија им нареди прецизирање на нападите на своите трупи за да го намалат бројот на цивилни жртви колку што е можно повеќе, дури ако тоа значи поголема опасност за нив во време кога војуваат против талибанците во северозападниот дел на земјата. Армијски извори велат дека биле убиени 751 милитанти од почетокот на операцијата во долината Свати и околината, што почна минатата недела. А официјално не се знае колкав е бројот на цивилни жртви, но официјални лица велат дека 800.000 лица ги напуштиле домовите поради битките. Повеќе од 1 милион луѓе се раселени во северозападниот дел од Пакистан поради насилството во таа област. И во Афганистан е немирно. Афганистанските власти велат дека во самоубиствен бомбашки напад пред американска воена база во источниот дел на земјата загинале 7 цивили. Американската армија изјави дека милитанти испукале гранати врз бази во югоисточната провинција Пактика. Како одговор, американските сили презеле воздушни напади при што загинале 6 бунтовници, 20 цивили, а 4 други цивили биле повредени. Папата Бенедикт ја реафирмираше својата определба за суверена палестинска татковина и го поттикна Израел да ја прекине блокадата на појасот Газа. Бенедикт зборуваше денес во Витлеем, на западниот брег, на неговото прво патување на палестинска територија како лидер на Римокатоличката црква. Папата се сретна со председателот Махмуд Абас на палестинската управа, на кого му изрази длабоко сочувство за палестинците кои претрпеле загуба на блиски за време на израелската офанзива во Газа порано годинава. Папата е на еднонеделно патување низ Блискиот Исток, чија цел е промовирање на хармонија меѓу трите монотеистички вери – јудаизмот, христијанството и исламот. Мисата во Витлеем, родното место на Исус Христос, според Библијата беше неотворено. САД за прв пат добија место во 47 членото тело на Обединетите нации Совет за човекови права. САД беа меѓу 18 држави избрани за Советот со седиште во Женева во гласање во вторникот во Генералното собрание на Обединетите нации. САД добија 167 гласови, далеку повеќе од потребните 97 за избор. Изборот на САД за тригодишниот мандат доаѓа на помалку од 2 месеци откако администрацијата на Обама кажа дека ќе сака да се приклучи на Советот, што е преиначување на политиката на претходната администрација на председателот Буш, која ја бойкотираше таа организација. Поранешниот председател сметаше дека телото премногу се занимава со критикување на Израел, а го игнорира кршењето на човекови права во Судан и на други места. Државниот секретар Хилари Клинтон смета дека човековите права се клучен дел на американската глобална надворешна политика. Американската вселенска агенција НАСА вели дека астронаутите на спејс шатълот Атлантис откриле 53 сантиметри долго оштетување на леталото, но велат дека штетата не изгледа дека е сериозна. Оштетувањето на шатълот за време на полетувањето беше голема грижа за НАСА. Во 2003 оштетување на термалната обвивка доведе до дезинтегрирање на шатълот Колумбија при влегувањето во атмосферата на Земјата, при што загинаа сите 7 астронаути. Информацијата за оштетувањето на Атлантис доаѓа еден ден пред планираното спојување со Вселенскиот телескоп Хабл, на кој екипажот на Атлантис ќе изврши поправки. Водечка група за заштита на животната средина вели дека еден од најбогатите корални гребени во светот може да биде уништен до крајот на веков доколку не се запрат климатските промени. Извештајот на фондацијата World Wildlife објавен денес вели дека зголемувањето на температурите и нивото на морето ќе го убие екосистемот на коралниот триаголник, област во океанот на Југоисточна Азија што се протега преку Индонезија, Источен Тимор, Папуа Нова Гвинеја, Соломонските острови и Малезија и сочинува 30% од светските корални гребени. Со оваа црна слика засегнати се животите на 100 милиони луѓе. Меѓу 2000 јазици што се зборуваат во Африка, 300 се на работ на исчезнување. Нашиот колега Барт Чайлдс патуваше со истражувачки тим што работи на документирање на овие јазици пред сосема да замрат. Во вториот дел од нашата серија за оваа недела ќе зборуваме за улогата на песната и танцот во културата на говорниците на Ким во Сиера Леоне. Зора е во западна Сиера Леоне.
момчиња го учат коренот пред да заминат на полињата. На во Нијандехун, единственото место каде редовно се зборува Ким, ова нема да биде обичен ден. Професорот Такер Чайлдс од Универзитетот во Портланд со аудио и видео снимки прво ќе направи азбука на овој непишан јазик, а потоа ќе создаде јазичен материјал корисен за заедницата на учениците и идните генерации. Но покрај јазикот, нешто друго се губи овде. Цела култура, што некогаш била богата со песни, танци и приказни, често комбинирани во представа. Мислам дека тие се обидуваат да не забават, но и да не научат нешто, вели професорот Чайлдс. Најголем дел од песните се наменети за деца. Што учат тие? Како да работат за семејството, какво однесување е прифатливо во меѓусебните односи. How to behave in interpersonal relationships. И многу пеат за љубовта, вели Чайлдс. Станува се повозбудливо и понеизвестно во завршницата на Американската кошаркарска лига NBA. Актуелните шампиони Бостон Селтикс синоќа претворија сигурен пораз во неверојатна победа. Во последната четвртина надминаа дефицит од 14 поени и на крај славеа со 92:88 против гостите Орландо Меджик. Сега резултатот е 3:2 за Бостон, а наредниот надпревар во серијата подобар во 7 се игра во Орландо. Лос Анџелес Лейкерс како домакини убедливо ги совладаа Хјустон Рокетс и победоа со 3:2. Коби Брајант повторно најпрецизен со 26 поени. Хјустон ќе се обидат да израмнат на домашен терен четврток. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А на нашата веб страница glasnaamerika.com ќе најдете многу повеќе информации. До гледање.